Ако на 24 јули од прилепските градски власти беше заборавена 61-та годишнина од смртта на првиот претседател на Народна република Македонија Методи Андонов Ченто, па под силниот притисок на јавноста и на семејството, официјално беше одбележена дури во доцните попладневни часови, денеска на 106-та годишнина од неговото раѓање, градските власти се коригираа. Делегација од локалната самоуправа положи свежо цвеќе пред споменикот на Ченто во центарот на Прилеп. Во 1999 година неговиот син има издадено книга Ченто мојот татко, во која што во суштина тоа представува едно автобиографско дело на Ченто, бидејќи во годините кога излегува од затвор од 55 до 57 година, Ченто му диктира на неговиот син Илија за се она што се случувало во текот на неговиот живот. И може комотно да се направи еден филм. На денешното полагање цвеќе немаше представници од семејството. Инаку 106-та годишнина од раѓањето на Ченто, оваа власт ја одбележувана само 5 дена пред почетокот на судењето на неговиот правнук Јане Ченто, кој е еден од осомничените за настаните од 27 април во Македонското собрание. Актуелната власт Јане Ченто го товари за тероризам и тој од ноември минатата година се наоѓа во затворот во Шутка. Пред еден месец обвинителството му го одби барањето на Ченто да биде вратен во домашен притвор кој му беше прекинат во април годинава врз база на лажна изјава дадена од известен полициски службеник.